Околу 50 на припадници на спасителните издруженија од цела Македонија. Нуркачи, алпинисти, спелеолози, спортски качувачи, спасители на вода и други професии, блиски до планинските спортови. Викендов беа дел од спасителната вежба Мрежичко 2021, која ја организираше Спелеолошката федерација на Македонија. Вежбата е дел од активностите на Спелеолошката федерација за подобрување на подготвеноста за спасување на лица од непристапни средини. Оваа вежба имаше 3 сценарии. Прво, излекување на повредено лице од пештера, имобилизација на нога, транспорт од пештерата и поставување на жичара преку реката за безбедно транспортирање на лицето до амбулантното возило. Второ сценарио, спасување на лице заглавено на карпа, каде при тренинг е заглавено на определена висина од карпата. И трето сценарио, симулација на индустријски алпинизам и спасување во урбана средина. Целта на оваа вежба е да покаже уште еднаш потреба од создавање на државна спасителна служба. Неопходно е да имаме ваква спасителна служба која што ќе биде 24/7 во услуга на сите граѓани на Македонија, како и сите оние туристи кои што ја посетуваат нашата држава. Бидејќи нашата држава располага со огромно културно и природно богатство и изминатите години веќе се повеќе и повеќе земаат замав аутдор активностите, односно планинските спортови. За уште подобра промоција и сигурност на нашите граѓани на Македонија потребна е оформување на државен систем кој што ќе биде под раководство на државните органи како Центарот за управување со кризи и секако за најголемото е безбедноста на граѓаните. Вежбата беше изведена со координација и присуство на директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов, кој за да ја покаже својата поддршка на спасителите се спушти по јаже во кањон длабок 30 на метри. Присуствува и директорот на дирекцијата за заштита и спасување, а вежбата беше поддржана од општина Кавадарци. Потребни се длабоки системски реформи за овие луѓе да бидат составени во системот на државата,
поточно во системот за управување со кризен менеджмент, за нивните вештини да бидат на располагање за сите граѓани на кои што не дай Боже, но ќе им биде потребно спасување или извлекување од непристапни терени. Грешките треба да се критикуваат, но од грешките треба да се учи. Наша задача како Центар за управување со кризи е длабоки реформи на целиот систем за управување со кризи, за да бидат отстранети сите оние недостатоци кои што ќе ги детектираме или се детектирани досега. Инаку ова досега е најголемата спасителна вежба во Македонија организирана на волонтерска основа. Вежбата и овие млади херои само го потврдија фактот дека државата треба што поитно да реагира и конечно да создаде државна спасителна служба, која што ќе биде во функција на граѓаните 24/7.